Уште една неизвестна сезона за пчеларите. Пролетниот мраз направи големи штети врз багремот, кој е значен за вкупниот придонес на мед. Погледите повторно на пчеларите се насочени кон временската прогноза. На реоните каде што багремот не е целосно уништен, ноќните температури се ниски, а ветерот и дождовите не им дозволуваат на пчелите да собираат нектар, па приносите засега се под очекувањата. Пчеларот Тони од Кумановското Везенце сепак е оптимист. Надежите се насочени кон повисоките места, каде што багремот не е измрзнат, како и кон ливадската паша. Најбитно е временските услови, значи температурите, ноќните температури да се од 12 степени нагоре, за багремот поготово од 25 до 27 да почне да меди. Го гледаме багремот дека има цвет, ама не, на пчелата не излегува, временските услови, ветер, киша, го суши багремот, значи не може ништо да придонесат пчелите во сандучињата. Да се надеваме дека ќе има придонес од багремот на повисоките места, каде што не е измрзнат, значи пак да кажам, да се надеваме. А иначе ливадата ни е во тек. Ако има киша, ќе има и мед. Лошите временски услови влијаат и врз развојот на пчелните семејства. Дополнително, трошоците за производство постојано растат од горивото за патување до пчеларниците, рамките и лековите. Годинава се уште доцни и исплатата на субвенциите. За да им излезе во пресрет на граѓаните, изминатите години Сдруженијето Пчела од Куманово донесе одлука да не се покачува цената на медот. Истата досега изнесуваше 600 денари.